како што се обезбеди образовни асистенти во основните училишта за децата со потешкоти, така да се обезбедат и кај нас лични асистенти, со оглед дека предучилишното воспитание и образование пред се грижа, нега и воспитание. Овој образовен процес оди баш преку игра, преку учење на овие секојдневни навики, па така доаѓаме до некој си образовен момент на препознавање букви и бројки, заради тоа акцентот не е ставен како не можеме да бараме образовни асистенти, туку тоа се лични асистенти. Но исто така и тоа остана така, неслушнато, неразбрано, па знаете имаше и коментари дека ние не можеме да обезбедиме редовни вработувања на веќе испразнети места, трајно испразнети места по основ на боледувања, давања откази и слично, а камоли сега уште и за лични асистенти. Ние ги имаме веќе последиците. Ние имаме една бројка на деца веќе години наназад направени кои што се неподготвени и нефункционални за понатамошниот нивен животен циклус. Секој ден изминат и не обрнување внимание на овие потреби, уште повеќе создаваме такво тло, така да нешто што треба најитно да се направи и да се размисли, и ова е апел код некој не слушне и од локалната самоуправа и од Министерството за социјална политика, демографија и млади и воопшто, дека најитно е потребно да се обезбедат, ако ништо друго, барем по 1 до 2 лични асистенти на ниво на објект и исто така барем уште по 1 дефектолог на ниво на установа. Најголемата трагедија исто така во последниот период е што кога треба економски да се работи, домаќински како што вела, се тргнува од кратење на влогот во кадарот.